Осмо деление, тема број 4, тема кружница и многоаголник плоштина. Кружница и многоаголник ќе разгледаме прашањата под реден број 166 до 171. 166 прашање гласи: во секој тетивен четириаголник спротивните агли се, тоа е својство на тетивните, се суплементни. 167. Даден е четириаголник ABCD, околу кој може да се опише кружница. Ако аголот во темето B е 70 степени, колку изнесува аголот во темето D, кој е спротивен на аголот во темето B? Штом околу даден четириаголник може да се опише кружница, значи тоа е тетивен четириаголник. Спротивните агли кај тетивниот четириаголник беа суплементни. Во темето B 70, овај дополнување до 180 ќе биде 110 степени. 168 прашање. Ако еден агол во тетивен четириаголник е 85 степени, тогаш неговиот спротивен агол е суплемент на овој од 85 степени, дополнување до 180 степени е 95 степени. 169. Во тетивен четириаголник еден од аглите е два пати поголем од спротивниот агол. Колку изнесуваат тие два агли на четириаголникот? Ќе видиме колку изнесуваат тие. Спротивните агли на тетивниот четириаголник треба да бидат суплемент. Алфа плюс бета еднакво на 180. Едниот два пати поголем од другиот. Алфа, нека бета е два пати поголем од алфа, значи заедно треба да имат 180 степени. Тоа е 3 алфа еднакво на 180. Алфа е 180 поделено на 3 е 6. Ако едниот е 60, другиот два пати поголем од него ќе биде 120 степени. 170 прашање. Колку изнесува периметарот на тангентен четириаголник ABCD, ако се познати AB 12 см, CD 18 см. Нека е тоа тангентниот четириаголник, познато AB 12, CD спротивната 18. Збирот на овие две спротивни страни е 20-30 см. Избирот на другите две спротивни мора да биде 30 см, па одговорот ќе биде 60 см. 171 прашање. Секој периферен агол над диаметарот во кружницата е, ова е фактички Талесова теорема, е прав, односно има 90 степени. Ги разгледавме прашањата, благодарам за вашето внимание.